Проблемот кај овие граѓани е што градот Скопје погрешно ја применувал методологијата за утврдување пазарна вредност на недвижниот имот и им пресметувал на овие граѓани поголем износ на данок отколку што реално требал да пресметува согласно карактеристиките на имотот кој што овие граѓани го поседуваат. Па така има случаеви каде што нива од 6-та класа е даночена како да е нива од 1-ва класа. Има случаеви каде што градежно неизградено земјиште кое што нема пристап до пат, кое што нема улично осветлување е даночено како да ги има овие карактеристики. Има и случаеви каде што во една општина соседни катастарски парцели кои што имаат исти обележи и карактеристики, една катастарска парцела да е даночена и незиниот сопственик да плаќа данок на имот, додека околните катастарски парцели кои што имаат исти обележја на овие сопственици не им било доставувано решение за данок на имот. Тука се наметнува прашањето кој тоа во град Скопје одлучувал кои граѓани ќе плаќаат данок, а кои граѓани нема да плаќаат данок. Проблемот не завршува тука, бидејќи граѓаните, оние кои што имале доволно нерви, време и пари, ги оспориле овие решенија пред Управниот суд, воделе судски постапки. Управниот суд донел позитивни пресуди, значи ги прогласил овие решенија за незаконски, меѓутоа градот Скопје одбил да ги имплементира истите и понатаму продолжил да пресметува данок на имот идентично како и претходните години. Дали овие решенија се изработувани на овој начин поради нестручност на градската администрација или пак представува суптилен начин на полнење на градската каса, ние тоа не можеме да го знаеме, тоа ќе не го одговори или градоначалничката или некој од службите. Морам да напоменам дека овој проблем е години наназад, бидејќи решенијата од минатата година се уште ги немаме добиено, ќе видиме како ќе бидат пресметувани. Значи да го конкретизирам прашањето е дали градоначалничката го има лоцирано овој проблем и што има, дали ќе превземе нешто за негово решавање.